Од она што имавме можност веќе да го видиме, екипата на телевизија Нова за првиот ден овде во Вашингтон, дека градот е целосно подготвен за утрешните свечености за инаугурацијата на 45-тиот американски претседател Доналд Трамп. Веќе може да се забележи комплетно полициско обезбедување. Центарот на Вашингтон е блокиран, особено реонот околу Белата куќа и од Капитол Хил до Белата куќа по авенијата Пенсилванија, каде што утре новиот претседател ќе се движи кога ќе влезе првпат, секако кога ќе се всели во Белата куќа по положувањето на заклетвата на западниот влез на Капитол Хил. Морам да кажам дека она за што се зборуваше, дека безбедносните мерки се на многу високо ниво, дека безбедносните служби во Соединетите Американски држави секако како и се друго и ова го имаат сватено на вистина сериозно, веќе можеме да забележиме дека целосно е блокирана оваа област и можам да кажам ги забележавме и бетонските барикади, исто така металните конструкции високи до 2 метри кои што ќе бидат поставени како што се најавуваше, се со цел да се спречат било какви намери и да се минимизира секоја можност дека може да има било каков напад за време на сите овие свечености. 7 километри квадратни во центарот на Вашингтон, околу Белата куќа и Капитол Хил ќе бидат целосно блокирани за возила, дури и пешаците ќе бидат целосно претресувани, се знае точни правила што смее, а што не смее да се внесе во тој реон. Така да возила воопшто нема да има, сите пешаци ќе можат да имаат минимални торби со нив, забранети се ранци, спреови, балони, дури и селфи, стапчиња и многу други работи. Безбедносните служби за тоа овде во Вашингтон ќе се погрижат на највисоко ниво. Според информациите, дури 28.000 представници на околу 50 на безбедносни служби во Америка, вклучувајќи ги тука Националната гарда, FBI и многу други ќе се грижат за безбедноста како на посетителите, така и за тоа целата церемонија утре да помине во најдобар ред. Инаугурацијата утре ќе започне со положување на венец на националните гробишта во Арлингтон, потоа односно прво со утринската молитва секако, па положување венец на националните гробишта во Арлингтон. Она што најмногу внимание повлекува секако е положувањето на заклетвата на новиот претседател на западниот влез на Капитол Хил. Интересно е што тука секако ќе присуствува и претседателот во заминување, Барак Обама, како и новиот претседател, многу поранешни претседатели. Информациите се дека и поранешниот претседател Бил Клинтон заедно со Хилари, која што загуби на овие избори од Доналд Трамп, исто така ќе присуствуваат утре на инаугурацијата и положувањето заклетва на новиот претседател Доналд Трамп. Заклетвата се состои од 35 збора и Трамп ќе треба точно до збор да ги каже како што треба, за да не дојде во ситуација како Обама на последната негова инаугурација, да мора 2 пати да ја кажува заклетвата само заради тоа што погрешил еден збор. Сите овие видни личности, како конгресмените, влијателни личности во Соединетите Американски држави, странски гости, конгресмени и многу други ќе бидат заштитени на највисоко можно ниво, снајперисти на сите страни, подбудно око ќе ја следат целата ситуација, а Обама и Трамп со нивните семејства и секако другите членови на Конгресот, представници кои што ќе присуствуваат од администрацијата на Конгресот, ќе бидат заштитени и со непробојни стакла. Забрането е утре да се на небото над Вашингтон да има дронови, но тајните, односно безбедносните служби велат дека и доколку се појават некои, тие имаат технологија како веднаш да се справат и со ваквата ситуација. Исто така во реонот каде што ќе се одржува целата церемонија, безбедносните служби имаат и хемиски детектори и секакви други детектори, се со цел да се, како што кажав, да се сведе на минимум секоја закана од било каква опасност и инаугурацијата утре да помине во најдобар ред. Бојана, дали може би имаш и некое друго прашање? Екипата на телевизија Нова останува тука, ќе известуваме
и вечерва во следните информативни блокови, секако утре за време на церемонијата на инаугурацијата, така да гледачите на телевизија Нова ќе имаат можност одблиску да го проследат овој настан во кој што се вперени целото светско внимание.